Почитувани новинари, јас најнапред сакам да ви искажам голема благодарност што дојдовте на овој прес. На овој прес сакам да кажам за една многу важна одлука која се однесува на општина Охрид, тоест дека одлучив како градоначалник на Охрид да ја прекинам постапката за концесија на јавното комунално предпријатие Водовод од Охрид и Струга. Јас сум убеден дека истото ќе го стори градоначалникот на Струга. Ова е сторено поради единствена причина, ова одлука е во корист на граѓаните на општина Охрид. Во вакви услови, кога секојдневно се соочуваме со тешкоти пред се од економска природа, се потешко и потешко се живее. Значи, СДСМ нема да дозволи граѓаните на општина Охрид да бидат оптоварени уште со некои давачки. Како што знаете, дека во минатите години општина Охрид, по мој предлог, сите давачки кои ги плаќаат граѓаните на општина Охрид, а каде што ние можеме да ги креираме, ги сведе на минимум. Ова е трета година каде што во Охрид се плаќа најмалце данок по сите давачки и такси кои ги плаќаат граѓаните. И покрај тешките економски услови за кои владеат во Македонија и во Охрид, за кои е единствено одговорна владата на ВМРО ДПМН, општина Охрид ќе изнајде средства, сила, можности да и без концесионирање во јавното предпријатие Проаква, да задржиме една стабилност во предпријатието, тоест јавното предпријатие да ги врши редовно своите работи, тоест да ги снабдува граѓаните редовно со квалитетна питка вода, а при тоа да не оди јавното предпријатие под концесија и при тоа да не се зголемуваат цените во јавното предпријатие. Со тоа сакам и да ставам крај на политичката злоупотреба од страна на ВМРО ДПМН, која ги лажеше граѓаните на Охрид дека јавното предпријатие Проаква ќе се продава. Јас неколку пати истакнав дека додека сум јас градоначалник, никогаш тоа нема да се случи продажба на јавното предпријатие Проаква. Ево сега и дефинитивно тоа го кажувам.